Тоа се истите тие лицемерни луѓе кои на почетокот на нашата кампања за привлекување на нови инвестиции дрско и зајадливо тврдеа дека се фрлаат народни пари. Тоа се истите тие кои одржаа десетици пресконференции во зоната во Аленци, тврдејќи дека тоа е само празна ливада. Додека тие спроведуваа сценарио за хаос и дестабилизација, ние се боревме со хаосот, но во исто време и многу посветено работевме. Денеска сите вие, ние, но и тие кои се обидуваат да создаваат хаос, сме сведоци на отворени фабрики, нови инвестиции и нови вработувања. Денес, после 5 години, централната и локалната власт, предводени од ВМРО-ДПМН, создадоа услови за привлекување на нови домашни и странски инвестиции, кои веќе се реализираат и отвораат нови работни места за нашите сограѓани. Во технолошко-индустријската развојна зона Аленци, во само една година се реализираа 2 големи странски инвестиции, американската компанија Genterm, во која веќе работат 600 наши сограѓани, а која ќе вработи вкупно 2000 луѓе, како и германската Акомпласт, која веќе е во завршна фаза на изградба и во која ќе се вработат 250 лица. Во индустријската зона Прилеп 1 Металец продадени се сите локации. Изградени се 5 објекти кои започнуваат со производство, а другите се во тек на изградба. Во индустријската зона Прилеп 2 веќе се продадени 5 парцели, а уште 7 ќе бидат понудени на продажба. Како денес изгледаат зоните, почитувани, можете да видите на сликите. Почитувани сограѓани, на 11 декември не очекуваат историски избори. Историски избори на кои прилепчани ќе кажеме не за деструктивната политика на ЗАЕФ и СДСМ и секако ќе кажеме да за Никола Груевски и ВМРО-ДПМН и коалицијата и за нови проекти за Прилеп. Да за отворање на нови фабрики и нови работни места.